Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Радио Пела ги додели признанијата 13 величествени. Прилепскиот совет донесе одлука за меѓуопштинска соработка за регионална депонија во Новаци. И во зимски услови се чисти Дамнички канал. Штрајк на вработените во царинскиот терминал Прилеп. Иван Николовски повторно ќе брани за победа. Времето денеска променливо облачно, со услови за дожд и снег. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Синоќа во фоајето на Центарот за култура Марко Цепенков по повод Светскиот ден на радиото 13 февруари и по повод 8 годишното постоење на медиумот, Радио Пела им ги врачи признанијата на 13 личности, представници на компании и на здруженија кои во изминатата 2024 дале најголем придонес во заедницата, како и на 5 успешни млади луѓе. Според електронското гласање на порталот radiopela.mk гласале над 10.000 граѓани, а најмногу гласови доби директорот на Основното општинско училиште Климент Охридски Ахил Јаков, кој беше предложен заради успешното и иновативното менаџирање на оваа образовна институција. Во категоријата на 5 успешни млади луѓе, најмногу гласови освои актерот Илија Волчевски, кој минатата година блирираше со главната улога во представата Галеб од Чехов во продукција на Народниот театар од Битола. Во консултација со независните културни работници и културни менаџери, Радио Пела за прв пат доделува специјално признание од областа на културата и филмот за локално позиционирање и делување во европски и светски рамки на интернационалниот филмски фестивал Винтер Априкотс, кој кон крајот на годинава ќе го доживее своето 10-то издание. Меѓу наградените се најдоа и прилепските брендови Прилепска пиварница, Автоконтрол, Конфи Ангел, потоа Противпожарната служба Прилеп, Сдруженијето Спас за Прилеп, единствениот женски камерен хор во Прилеп Керамија, драмската секција Слободно театарче при Средното општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп, планинарката Маријана Ѓорѓиевска, пејачот Филип Николовски, протоереј Љупче Петрески, активистката Марина Тошеска и спортскиот новинар Зоран Игески. Од категоријата млади, признанија добија и поетесата Лина Димовска, научникот Петар Мирчески, пинг-понгарот Мартин Ристески и писателката Нина Насеска. Радио Пела продолжува да информира, да забавува и да едуцира, користејќи ги современите технолошки алатки, да се развива со цел да обезбеди што поквалитетни содржини за публиката.
Покрај што ја емитуваме и интернет програмата Радио што се гледа, од неодамна со користење на вештачка интелигенција ги воведовме и првите вести од ваков вид во градов. Медиум сме што не сака да раздвојува, туку да сплотува и се трудиме да ги промовираме вистинските вредности, па со таква цел ја организираме и манифестацијата 13 величествени. Радиото оваа манифестација ја организира по трет пат, а прв пат по повод Светскиот ден на радиото, прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации во 2013 година. На овој ден се слави радиото како медиум кој образува, обезбедува информации и ја промовира слободата на изразување во различните култури. Штрајк во царинскиот терминал Прилеп. Вработените бара да им бидат исплатени платите за изминатите 6 месеци. Значи вчера се зеде една плата за 7 месец, месечини 2024. Значи барањата се на вработените да се исплатат, барем да се дојде до здравствено осигурување, тоа се 4 плати. Апелираме до надлежните институции, значи да се реши овој проблем, затоа што се одолговлекува од ден на ден. И на овие вработени овде, значи 7 месеци му е горчлив живота. Апелираме до институциите надлежните, до општина Прилеп, градоначалникот, советот на општина Прилеп, значи да се најде решение за овие луѓе да се реши проблемот. Штрајкот е значи во таа насока. 7 месеци без личен доход да се живее е многу тешко. Одработени без здравство, а сите сме возрастни, сите сме над 50 години, на сите ни треба редовни терапии, приватно здравство си плаќаме, тоа што ни треба терапија да земаме, дома се снајдуваме како што можеме. Пак со домајчинско живење и сиромашно. Па сметам дека во моментот вади 8 минас невработени, што значи дека немало доволно вади за 8 мина, но меѓутоа друго е проблем. Проблемот е тоа што ветувањата на надлежните, на градоначалникот, на директор на комуналец, отинац комуналец ни оснивач, а должностите, врските на оснивачот се многу јасни. Значи, кратко ќе кажам, добивката ја зема оснивачот, загубата ја плаќа исто оснивачот. Решението го гледаме во ова надлежните, што поскоро и побрзо да дојдат, да се договориме, да престане ова ветување до сега, лажно ветување месец за месец, останавме 7 месеци без плата и без здравствено осигурување. Ветено ни беше дека ќе се среди, останавме неисполнето ништо. Повторно се чисти Дабнички канал. Јавното комунално предпријатие Комуналец веќе втор ден го чисти Дабничкиот канал на потегот од мостот на улица Ердован Шабановски и улица Дабнички Завој во населба Тризла. И покрај огромните трошоци кои се прават за чистење на овој канал секоја година, годинава се чини дека по исфрлен отпад надминати се сите претходни години. Иако календарски е зима, јавното комунално предпријатие Комуналец одлучи пред време да го чисти каналот, стравувајќи од опасноста при поголеми пролетни врнежи и сврлениот отпад да се најде во градската река. Прилепскиот совет донесе одлука за меѓуопштинска соработка за регионална депонија во Новаци. Прилепскиот совет на вчерашната седница едногласно го прифати предлогот за воспоставување меѓуопштинска соработка меѓу општините Новаци, Прилеп, Битола, Крушево, Долнени, Могила, Кривогаштани, Битола, Демирхисар, Ресен, Охрид, Струга, Кичево, Дебар, Пласница, Центар Жупа, Вевчани, Дебарца и Македонски Брод, како дел од процесот за отворање на регионалната депонија во Новаци. Оваа одлука на Советот доаѓа по прифатената иницијатива на Новаци, со која општината го прифати предлогот на нејзина територија да се гради регионална депонија за потребите за одложување и преработка на сметот од 19 општини во југозападниот дел од земјава. Вакви одлуки за соработка треба да донесат сите општини, а процесот е во тек. Прилепскиот второлигаш Победа се засили на голманската позиција со младиот чувар на мрежата Иван Николовски.
22 годишникот се враќа дома откако имаше интернационална авантура во албански Подградец. Победа е матичен клуб на Николовски. Во таборот на Прилепчани, младиот голман ќе настапува по трет пат во кариерата, бидејќи освен во младинските денови, беше член на Победа и во сезоната 2023-24. Во својата кариера Николовски во минатото беше дел од САСА, Беласица, Воска Спорт, Силекс, Брегалница, Работнички и Дрита. Исто така голманот е поранешен младински репрезентативец на Македонија со настапи за селекциите до 19, 20 и 21 година. Временска прогноза. Времето денеска утрово во Прилеп се измерени -2 степени Целзиусови. До крајот на денов ќе биде променливо облачно со кратки сончеви периоди. Во планинските региони ќе има услови за повремен локален слаб снег, а наместа во западните и северните делови повремен слаб дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, поизразен долж по Вардарието. Максималната температура ќе биде во интервал од 3 до 8 степени. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.